Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме за здравството, конкретно за Институтот за јавно здравје. Некогаш институција на која ДУИ за жал ја партизираше и носела луѓе кои што земале плата, а не оделе на работа. Затоа, сега со новото раководство на Институтот за јавното здравје, ја враќаме довербата кај граѓаните и повторно работиме за нив. Вечерва на ова и многу други теми за тоа како работи Институтот за јавно здравје, разговараме со директорката на Институтот Марија Андоновска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добре ве најдов. Благодарам за можноста да бидете вечерва со нас тука. Јас би почнал со клучните активности на Институтот, кои се за промоција на превентивната медицина. Така, институтот има една клучна улога во превенцијата, барем така треба, затоа е и формиран. Една од неговите дејности е промоцијата на јавното здравје. И морам да кажам, пред да споменам што тоа значи, морам да кажам дека за жал институтот до сега, од она што јас можам да го видам во овие 5 месеци, дека институтот не е имал таа примарна негова цел. Значи, едноставно, луѓето кои што биле менаџери на самиот институт, не во своите приоритети не го имаат поставено превенцијата за јавното здравје, а една од основните работи на самиот институт е превенција. Постои цел одел на здравствена промоција и следење на болести. Ние на државно ниво ги планираме, координираме, спроведуваме и евалуираме сите оние работи кои што се поврзани со јавното здравје и здравствената промоција. Преку овие активности тоа представуваат наши програмски задачи. Преку сите овие превентивни програми се планираат одредени програми. Ние следиме здравствената состојба на населението, организацијата и работата на системот за здравствена заштита. Исто така нашите публикации, она што го објавуваме на страната, на сите социјални мрежи, се со цел да информираме јавноста за сите фактори кои што би влијале на здравјето или на здравствената состојба на населението. Ги едуцираме пациентите со хронични болести, што е она што тие би требале да го превземат како би ја подобриле својата здравствена состојба и како да се справат со истите, и го насочуваме населението како да води здрав живот, буквално во сите сегменти. Работиме се она што се вели заразно заболување, но и сите оние незаразни заболувања, но кои што можат да бидат тригер фактор за било кој од болестите со кои што се соочуваат граѓаните од било која возраст. Значи, дебелина, начин на исхрана, физичка активност, користење на недозволени супстанции, ги насочуваме кон скрининзи, кон одредени прегледи, како би можеле да имаат рано диагностицирање, бидејќи раното диагностицирање на било кое заболување, дури оние потешките заболувања, можат да резултираат со успех. Затоа сметам дека институтот треба и во иднина да проложи за унапредување на сите овие работи, што би значеле поголема промоција на јавното здравје. Што тоа значи кревање на свеста? Секако тоа ние како институт, како еден чинител во општеството не можеме сами да го направиме. Потребно е вклучување на други институции, потребно е вклучување на јавноста, на меѓународните организации, на другите невладиниот сектор и така натаму, и сите заедно, медиумите со медиумска промоција, сите заедно здружено да бидеме креатори и промотори на јавното здравје. Јас верувам дека она што било во иднина, а тоа е запоставување на работата во овој дел, во овој сегмент на институтот, јас ке се обидам да биде поправена и институтот да го добие своето вистинско место и да биде вистински чувар на јавното здравје на луѓето и промотор, што тоа значи. Така е. Би сакал да прашам за конкретно за анализите што ги правите во институтот. Дали се презима некакви мерки, да речеме, за представување на некои здравствени политики понатаму? Точно така, сите оние анализи и истражувања што ги правиме во институтот се користат за креирање на јавноздравствените политики, базирани на научни докази. Овие резултати ни помагаат во изготвување на национални и интернационални стратегии, акциски планови, стандарди и одредени нормативи кои што не се потребни. Исто така, при креирање на јавноздравствени превентивни програми. Сето она што ние ќе го собираме
е вклучено во тие национални програми, национални интернационални индикатори за мониторинг и евалуација на здравствената состојба и здравствената заштита на населението. Не можете ниту едно од овие работи да направите, доколку немате соодветна анализа и доколку ги немате собрано податоците. И во овој сегмент гледаме да направиме нешто повеќе, да имаме контакт со оние кои што не ги праќаат податоците, контакт со мој термин, контакт со центрите за јавно здравје, контакт со сите оние институции на системот вклучени во здравствениот сектор, да можеме да се поврземе, за да можеме да ги прибереме сите информации на време, истите да бидат обработени и врз база на тие анализи што ќе ги направиме, да предложиме одредени програми или каде треба како здравство да се движиме. Тоа едноставно сите други развиени системи во другите држави, во развиените држави, здравствената политика ја базира токму на овие анализи. Како ќе знаете вие каде да вложите во здравството, што да направите, доколку немате претходно направено одредена анализа. Ама повторно ќе кажам, некој тоа воопшто не го интересирало едноставно. Институтот служел за 300 други непотребни работи, отколку да биде употребуван, тоест наменет за едно од неговите функции, а тоа е да биде креатор и моделатор на сите здравствени политики. Кога ќе ги собирате информациите од сите, кога ќе бидат изработени, кога ќе ги понудите на останатите, тоа е веќе еден патоказ каде ние треба да инвестираме во здравството, што е она што треба да го направиме во однос на кадар, во однос на опрема, во однос на кои се заболувањата кои што ние треба да се насочиме во скрининзи, во превенција, што е она што ние треба да го донесеме од надвор, а е светски тренд и ќе биде употребено. Така да, тоа се тие работи кои што треба да ги прави институтот и јас повторно ќе кажам со новиот менеджмент ќе се обидам што повеќе да се посветиме на овие анализи. Сакав како потпрашање да прашам дали во минатото имало вакви некои работи, меѓутоа ми одговоривте дека наместо да се занимаваат со здравството, они се занимавале со некои други. Знаете, многу како да кажем проформа било тоа се. За жал. Да, цел сектор постои што работи. Уште еден сектор имаме за друго. Мислам, ништо не било употребено онака како што е неговата намена. Повторно ќе кажам, работите кои што ги гледам, кои што се правеле таму, се едноставно дури да не ти се верува дека се случувале. Јас велам, леле, колку нестварно е се тоа што се случувало, но наша обврска е, да, тоа било така, но наша обврска е тоа истото да го поправиме во моментот и работиме на тоа. Се со цел, како што споменавте, да ги вратиме институциите на граѓаните и тие да бидат во служба на граѓаните. Така е. Кои се предизвиците со кои што се соочувате како Институт за јавно здравје и какви реформи би биле потребни за унапредување на работата на институтот? Како што споменав, при моето доаѓање таму видовме одредени недостатоци. Јас само во интерес на оние што не знаат ќе ги споменам дејностите кои што ги прави. Институтот има една широка лепеза на дејности на која што работи. Еве едната од нив ја спомнавме, тоа е здравствената промоција, креирање на здравствени политики, води статистика, води регистри за неоплазми, за рак и така натаму. Но, од друга страна, имаме трудова медицина сектор, каде што се прават систематски прегледи, имаме сектор каде што се за санитарни прегледи, кои што имаме сектор за контрола на храна, на води, на оние мостри што ги добиваме ние од страна на доставувачите или од страна на институциите кои што се занимаваат со тоа. Имаме микролабораторија која што се занимава со бактериологија, паразитологија, вирусологија и така натаму. Можем да кажем дека оделот на вирусологија е меѓународно акредитирана, единствена во државава меѓународно акредитирана лабораторија. Нормално сите останати се акредитирани, но ова е и меѓународно акредитирана. Издаваме одредени дозволи, контрола на лекови, така натаму, како што споменав, една широка лепеза. Но, пак ќе кажам, примарната цел е да бидеме креатор на здравствените политики. Што се нашите предизвици? Па нашите предизвици беше прво да се стави ред, како што кажав. Да се стави ред, да се почне да се функционира онака како што треба да се функционира, да се вратат институциите кај граѓаните и нормално да го спречиме криминалот и корупцијата. И тоа можем да кажем дека успешно го направиме.
нормално работиме и на други работи кои што би значило напредување на дејностите, но примерно беше да се стави ред. Вие не можете да правите нешто друго ако претходно го немате редот. Таму имаше еден неред. Како што споменавте, никакви работни процедури, луѓе кои што не доаѓаат на работа. Не можам да ги генерализирам. Не можам да кажам дека сите го правеле тоа. Но голем дел, тоест 1% од луѓето, навистина времето го поминувале за нешто друго, земале плата, но не доаѓале на работа. И јас тука бескомпромисно кажувам дека нема да има толеранција за никој. И им велам, и многу често знаат тоа да представува проблем, да ми кажат, ама зошто сега вие вака ни правите, што ви правам? Дали е проблем тоа што ве терам да дојдете на работа? Не доаѓајте на работа. Има многу луѓе надвор кои што чекаат и сакаат да дојдат и да го заземат тоа место. Многу е фер ако јас не можам нешто да направам, не сум исполнителна, во тој случај ќе кажам, простете, еве го стапувам местото на некој друг. Така да многу е нечесно вие да барате и да сметате дека тоа е на некој начин некој вас, како да кажам, се однесува со вас неубаво, непријатно за вас, ако ве тера да дојдете на работа и да сработите нешто. Тоа е првата работа. Редот и работните процедури. Понатака, сите оние неевиденции, како што кажав, таму се испитуваат многу работи, се користат многу реагенси. Никаква евиденција за тоа. А тоа се пари на граѓаните. Нели, за да се купат тие реагенси, тоа не се пари на менаџерот на институцијата или на целиот менаџерски тим, тоа се средства за кои што треба и понатака да се трошат рационално и во насока на граѓаните. Никаква евиденција, што влегува како реагенс, што излегува од таму, како сето тоа се располага. Тоа се работи кои што навистина потрошивме голема енергија за да можеме да ги поправиме и да ги исправиме истите. И една работа немаше која што била правена како што треба. Значи, да речем, јас велам, многу често велам, сакам да најдам еднашка да се изненадам, да видам една работа и да речем, да, ова сте го правеле како што треба. Ниту една работа ја немаат правено како што треба и овие 5-6 месеци ние се занимаваме меѓу другото и со исправување на сите овие негативности, недоследности, непочитување на закони, непочитување на правилници, без никаков факт, плаќања кои што се непродуктивни, исплати без договори и така натаму. За сето ова што тука го кажувам, веќе се информирани институциите на системот и дел веќе постапуваат по работите, за останатите чекаме да се приклучат. Секако предизвик ни е да воведеме и нови работи кои што не се случувале, освен да ги поправиме и да го вратиме институтот на правиот пат, да воведеме и многу други активности кои што не се случувале. Ние успеавме за кратко време да ги вратиме и долговите со помош на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Ги вративме долговите, набавивме она што му е потребно на институтот за работа, како да кажам, средствата на граѓаните ги трошиме на начин на кој што треба да бидат трошени, немаме непродуктивни расходи, нула репрезентација, не користам јас, морам да кажам, иако тоа ме следува, не користам ниту шофер, ниту имам телефон, картичката за репрезентација не ми е пипната, не е ни смената на моето име. Така да, полека сакаме да го насочиме и оваа институција, како и останатите институции, на вистинскиот пат. Сакам да споменам дека успеавме да организираме 2 телефонски линии, кои едната се однесува за совети за одвикнување од пушење и морам да кажам дека доста активно работи, веќе имаме откажани пушачи, работиме на оваа тема. Втората телефонска линија е за давање на совети на мајки, на бремени жени во однос на начинот на исхрана нивни и на новороденчето, како правилно да го исхрануваат, како правилно да се грижат за хигиената, за негата на своето дете, за вакциналниот статус, што значат вакцините. Да бидеме едноставно прва помош во едни моменти кога знаеме дека можеби младите мајки се соочуваат со дилеми, трилеми, што е најдобро да направат за сопственото дете, можат да се јават на нашите телефонски линии, да добијат совет од професионалци. На 2 наши линии
работат луѓе кои што се веќе претходно обучени на оваа тема. Планираме во иднина да ги прошириме, да имаме можност и со физичко присуство да бидат присутни оние кои што сакаат да побараат ваква помош. Во иднина планираме да отвориме едно советувалиште психолошко за адолесценти. Сметаме дека исто таа е една од темите која што во општеството треба да биде повеќе третирана. Успеавме за кратко време да воведеме и втора смена. Ние сме единствена и прва државна лабораторија за микробиолошки анализи која што работи втора смена. До сега лабораторијата функционираше до 2 часот, но знаеме дека со оглед на потребите на граѓаните кои се на работа, им е потребно да користат микробиолошки анализи и втора смена. И од тие причини ние се организиравме и сме, повторно кажувам, прва државна лабораторија која што работи втора смена. Сега сите оние луѓе кои што не мора да одат приватно попладне да направат одредени анализи за себе и за своите деца, туку може да дојдат и во Институтот за јавно здравје. Планираме уште многу други активности. Ги предвидовме во планот кој што го имаме за следната година. Јас сметам дека со домаќинско работење и на начин на кој што ние сега работиме, ќе успееме да ги реализираме сите овие работи кои што би значеле унапредување на институтот и како би можел истиот да ги обавува сите своји основни и дополнителни функции. Наистина убаво го објаснивте овој дел, односно оној домакински аспект, каде што за разлика од минатото сега се гледа и на виделина оно што работи Институтот за јавно здравје, а не како претходно. Сега би сакал ова да го поврзам со моето следно прашање во однос на тоа и темата ни, односно Институтот за јавно здравје ја враќа довербата на граѓаните, меѓутоа имаше едни, јас би рекол, соопштенија од Демократската унија за интеграција, каде што обвинува вас за етнички против и вас и раководството. Може ли поконкретно за ова, што навистина се случувало, зошто беа овие обвинувања од нивна страна? Веројатно Демократската унија за интеграција, тоест ДУИ, јас се обидов да го разберам нивниот мотив за пласирање на едни вакви невистини. Веројатно одговор наоѓам во сето тоа, бидејќи кадар на ДУИ ја има водено институцијата наназад сите овие години пред да дојдам јас во институцијата. Веројатно сакајќи да ги прикријат сите оние недостатоци кои што се појавуваат, а кои што другите институции на системот ги наоѓаат, може би сакаат да го свртат вниманието. Не знам, друго објаснување за такво пласирање на невистини не можам да гледам, да видам. На етничка основа поделба во Институтот за јавно здравје нема да има. Ниту ќе има поделба на било која основа. Единствено што се бара е онака како што налагаат политиките на владата, на премиерот, а тоа е честно, домаќинско и транспарентно работење. Тоа е она што се бара од нас како менаџери. И ние сите кои што сме поставени на одредени позиции мора да одговориме во тој правец. Тоа за нас значи дека мора да се воспостави ред. Не можеме да продолжиме со практиките кои што ги имале, и тоа со негативните практики кои што ги имале. Дој мора да разбере дека како и до сега нема да има. Туку мора да има подобро, затоа ние сме избрани. Во тој правец треба да движиме, за да вратиме довербата на граѓаните. Така да изказите на ДУИ, тоест она што тоа го пласира е апсолутна невистина. Наместо тоа треба да одговорат за многу други недоследности што се правеле во тој институт и тие и нивниот коалиционен партнер СДС, така да јас верувам дека за многу кратко време работите ќе излезат на површина и освен тоа што ќе работиме да ги подобриме работите, ние треба да направиме и одговорност за она што било пред нас и за оние кои што не работеле во овој правец. Така да поделба по етничка основа нема, има работници и неработници. Јас поддржувам исклучиво работници и само тие ќе можат да напредуваат во системот. Оние кои што не сакаат да работат, јас јавно им порачувам дека можат во било кое време да го отстапат просторот на сите оние кадри кои што сакаат да дадат дел од себе за конечно да тргне работава. Значи, овој пат довербата не сме да се
не сме да не се оправда. Мораме да ја оправдаме. Немаме веќе можност за поправен. Така да во оваа борба ќе издржиме и мора безкомпромисно да се справиме со сите недостатоци, да тргнеме напред, да дадеме од себе, дојдени сме да дадеме, не да земеме. Барем 30% од себе кога би се дал секој, институции да би функционирале многу подобро од сега. Така, затоа и граѓаните дадат вербата, ние сме тука да ја оправдаме истата. Би сакал да преминеме на тема, односно еве новитет, јас би го нарекувам тоа кон технологијата. Дали има некој план за напредување на дигитализацијата во институцијата и зголемување на ефикасноста на процесите? Тоа мора да се случи. Навистина се троши, условно кажано, многу хартија. Таа хартија не завршува кај што треба. Од она ја што го гледам. Мораме да пристапиме кон дигитализација, не само на оваа институција, туку и на останатите. Ние сами како единка тоа не можеме да го направиме. Но јас верувам со она што го следам како политика е дека се прават одредени напори, одредени чекори да се пристапи кон дигитализација на сите институции. На тој начин, освен што ќе ни биде олеснат начинот на работа, ние ќе имаме и заштеда на средства, но ќе бидеме од друга страна, што е уште поважно, многу поефикасни заради тоа што нема да може да ни се губат работите. Туку се ќе биде дигитализирано, се ќе биде транспарентно, се ќе биде отчетно. На тој начин, па дури би придонеле и намалување на одредени коруптивни, можеби, работи кои што и дејанија кои што се случувале. Така да дигитализацијата е неопходна. Ние како ново раководство ги правиме сите можни чекори да бидеме во комуникација со некои што може да ни помогнат во оваа насока. Јас верувам дека тоа е процес кој што трае, не можеме да го направиме од денес за утре, но да имаме некакви предвижувања и да бидеме вклучени во целиот процес на планираната дигитализација која што се очекува да биде. Така да јас очекувам дека и ние како институт ќе имаме можност да бидеме дел од тоа. Како институтот ја гарантира транспарентноста на своите активности и што презема да се обезбеди за сите вработени да ги исполнат своите законски барања, например како што е полагањето на административниот испит? Сега повторно споменавте тема која што беше доскоро актуелна во институтот, тоа е дека одредени служби, како што кажав, одредени институции како влегуваат во институтот, наоѓаат се по некоја друга работа која што била неправедно правена, неправедно не поправила по закони и по прописи така натаму. Така да едно од работите кои што ги увидовме е дека дел од луѓето кои што биле таму вработени не го испочитувале законот и не полагале административен испит. Ние сме во некоја фаза каде што влезе управниот инспекторат, не е целосно завршен процесот, се добија одредени записници. Ние чекаме на тие записници. Следната фаза е носење на решение, од кога ќе ни биде дадено тоа решение, ние треба да постапиме по однос на тоа. Повторно ќе кажам, мора да се почитуваат, сакале или не, постоечките закони, прописи, подзаконски акти мора да бидат почитувани. Не велам дека се сите идеални, но има начин како истите да бидат сменети. Ако нешто сметаме дека не треба да биде на тој начин, треба да пристапиме кон промена на истото, на законот, на подзаконскиот акт, но постоечките акти мора да бидат почитувани. Колку и тоа да значи дека да, ја разбирам, тоа е потешкиот начин, многу е полесно да не ги почитувате, да се терате онака како што мислите, но тоа не е правецот кон кој што ние треба да одиме. Затоа постојано потенцирам дека треба да бидат почитувани, иако тоа захтева многу време и енергија. Ние ќе останеме на тој пат. Транспарентноста секогаш ќе постои. Постојано даваме јавно здравствени информации кои што беа со нас, имаме контакт со медиумите и јас ги охрабрувам сите оние кои што имаат некоја идеја како ние да бидеме подобри во секое време, може да дојдат во институтот и да ја споделат нашата идеја, и граѓаните, и издруженијата, и институциите. Во секое време ние сме отворени за народот, сакаме да бидеме подобри, дури сме тука и за критика, нормално, не само за убавите, туку и за неубавите. Не можеме да бидеме луѓе сме, не сме машини, ќе сгрешиме некада,
Така да ни и критиката, добронамерната критика е добре дојдена. Така е. Директор, ќе ви благодарам за ова ваше вечерашно. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека успеавме барем малце да го задржиме вниманието на оние што не следат. Не се сомневам, ви благодарам уште еднаш. Фала им вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Новата визија на Институтот за јавно здравје е честно, домакинско и транспарентно работење во оваа институција. Бидејќи за ВМРО ДПМН и за владата, здравјето на граѓаните е пред се. Ви благодарам, а до следната емисија поздрав и секое добро.